Целата 2022 година ќе биде ценовно критична за сите видови храна, особено на земјоделските производи, смета професорот од Земјоделскиот факултет во Скопје Драги Димитриевски. Според него, клучно високи ќе бидат цените на зејтинот, чие стабилизирање не се очекува уште долго. Критична ќе биде 2022 година по однос на порастот на цените, меѓутоа се очекува да натаму некако се намали тој удар на ценовниот шок, но секако тешко дека кај масото за јадење ќе се врати на оно ниво пред оваа криза, а веројатно ќе биде некаде на половината помеѓу она што е сега и она што беше претходно. Со расположливите земјоделски ресурси, Македонија во голем дел самата може да се обезбеди подобро и поголемо производство, и за тоа е потребно следново. Овие капацитети што ни се на располагање, кои што може да се стават во функција на производство на храна, пред се зборувам за основниот ресурс земјоделското земјиште, подитно да се направи анализа што е слободно од државното земјоделско земјиште и да се понуди на оние производители кои што би сакале да произведуваат, да ги произведуваат овие производи. Да се обезбеди зголемување на приносот по единица капацитет, со што ќе се зголеми и производството на овие основни прехранбени производи. Во однос на производството на сончеглет и шеќерна репа, кои некогаш ги имаше многу, Димитриевски е со следново мислење. Ние во минатото произведувавме и сончоглед, шеќерна репка веќе не верувам дека ќе можеме да ја вратиме таа работа, меѓутоа кај маслото за јадење, сончогледовото масло за јадење, можеби има можности во наредните периоди да се подобри снабдувањето од домашно производство. Секако ќе продолжи и натаму увозот за некој период. Ова не значи дека Македонија во моментов се соочува со сериозен недостаток на суровини за производство на зејтин, но увозно сме зависни.